Добре дојде за Лела Халими Лумари во денешниот подкаст Джезот денес, подкаст наменет за промоција и презентација на джезот и современата музика во Македонија. Добро ве најдов, Како Сашо. си, Лела? Добро вечер. Фала многу за поканата. И многу ми е мило што сте предземале ваква работа да се промовира джезот и во вакви видови на настани како што се подкастите и интервјуата. Така, јас кога правев ресерч или истражување, едно што е она што му фали на нашата сцена, ни фали една од клучните работи за да станеме видливи, тоа е медиумска поддршка, која што ја имаме онолку колку што ја имаме и нели телевизиите, радијата, емисиите се толку кратки е она времето, нели добиваш 5, 7, 11 минути ако си среќен во телевизија и решив да направам еден подкаст каде што ќе можеме слободно да си кажеме она што си имаме да си кажеме и едноставно на најприроден и како се вели точно природен начин да ги искажеме сите позитивни работи кои ни се случуваат, но и оние другите кои што најчесто ги ставаме под тепих. Така, и мислам дека кога вакви интервјуа прават луѓе што го знаат процесот на организација, па и плюс и вие сте и уметник, значи што изведувате джез музика, тоа е голем плюс. И обично кога идеме на интервјуа се соочуваме со многу некогаш и смешни прашања, но тоа е нормално, бидејќи новинарите не се значи зборувам кога не повикуваат за да зборуваме за фестивалите или за нешто слично, не се многу информирани за самиот процес на промоција на ваков тип на музика како што е джезот. Така. Добро, која е Лела денес? Што се прави Лела денес? Тоа ми е некако прво прашање сите што ги прашувам. Така. Бидејќи знам дека ние правиме милион други работи, не сме како не би ги наречел поголемиот дел од луѓето кои што одат од 8 до 4 на работи, после се слободни или имат викендица и уживат на викендица. Така и мислам дека тоа би било едно од најтешките прашања што може некој да ми ги постави. Значи да се зборува за себе не е лесно. И често пати се мислиме, значи која е нашата примарна мисија во нашиот живот. Така. И кога мислам, значи првично и примарно, над се јас сум мајка. Така. Јас сум сопруга, јас сум ќерка и сестра. И во мојата природа како жена мислам дека тоа е секогаш ми било примарно да бидам присутна и физички и психички за моето семејство. Како второ би додавала, значи јас сум музички педагог. Така. Еве 16 години работам во образование. Работам во средното музичко училиште во Тетово, предавам историја на музика и музички форми. Исто така сум надворешен соработник во Државниот универзитет во Тетово, каде што исто така предавам музички форми. И можам да кажам дека имам голем плюс што работам со млади и тоа ми дава некоја предност за да видам што се случува со генерациите што идат и што доаѓаат. Особено како за мене како музиколог ова многу ми помага за да видам како се развива вкусот на младите, кон што треба да се иде и што бараат тие. И навистина, ако сакаме, можеме многу да учиме и од нашите ученици. Секогаш да. Друго, не знам, би се опишала и како наблюдувач на општество. Тоа ми е многу, значи ми остава многу голем впечаток да видам значи присутна во се што се случува во мојата средина. И тоа ми е многу важно за да ги следам процесите, особено уметничките процеси во мојата средина. И тоа ми е некако како дефект, професионален дефект како музиколог. Не дека сум критична кон тоа што се случува, но сакам да рефлектирам и да превземам нешто, можеби, за значи собствено мислење и реакција. Не остануваш само на собствено мнение или така туку и превземаш реакција.
И една од тие ангажмани што ги предзедов од тоа што навистина видов што фали во мојата средина. Так. Еден сегмент беше и организирањето на джез фестивалот во Тетово, значи Джез Фест Тетово. Така. Значи денес можам да се опишам и како промотер на Така. Джез Фест Тетово. Јас кога се запознавме така што добив покана за да настапам на твојот фестивал и навистина можам да кажам од прва рака дека правите еден многу сериозен и многу високо уметнички и културен настан во Тетово, за што ви честитам и вие сте еден од репрезентите на современата джез сцена во Македонија, затоа што процесот на културна децентрализација предвидува во сите градови надвор од Скопје, од главниот град, да се случуваат вакви работи, во некој во помала форма, во некој во поголема форма, но јас сум, како се вели, поборник да има што повеќе джез фестивали во сите градови, затоа што навистина имаме толку многу пред се богата и шаренолика джез сцена, што нашите артисти, нашите уметници заслужуваат да имат што повеќе места и што повеќе фестивали каде што може да се изразуваат. И сега пред да те прашам за Тетово, бидејќи кажа дека предаваш форми и си музички педагог, сакам да ми кажеш кој беше твојот пат, како се зарази со джез? Затоа што најчесто луѓето кои што студираат класични жанрови, класична музика и генерално во поголемиот дел се држат стрикно за тоа, за класицизмот, што е за секоја пофалба, мислам, тоа е во ред, но има еден мал дел од тие кои што би ги нарекал одметници кои што ќе се трнат на оваа другата бидејќи джезот импровизирана музика и музиката која што има импровизирана форма. Сега многу ми е интересно во твојот случај каков беше патот или како стигна до директор на джез фестивалот во Тетово и како беше патот за да се заразиш со вирусот на джез. Благо речем. Можам да речам дека самиот джез како музички стил и култура ти отвара простор, значи дава простор за да вметнеш многу работи во него. Значи джезот не може да се дефинира и како одреден стил, ние знаеме колку подстилови има и секој ден се појавува нешто ново. Така да мислам дека како стил е многу отворен. И тоа е нешто што фалеше во нашиот град. Значи да се има еден фестивал каде може да се промовира нешто друго. И мислам дека во ваков тип на фестивал, на джез фестивал, може се отвара простор да се донесуваат разни уметници за секој вкус. Така. И реално сега се почнува од детство, нели? И мислам дека моите родители имаат многу улога во овој процес. Секогаш сме биле едуцирани да вреднуваме вистинска уметност и тоа е голем плюс бидејќи домашното школување нели е едно од најважните институции, да речам, едукативни институции. Голем пресврт за мене беше моментот кога требаше да студирам во Тирана и живеев 4 години во Тирана, студирав музикологија во Академијата на уметности и сега да живееш во Тирана како значи млада личност која доаѓа од Тетово, за мене беше една надградба во како да речам во интелектуално ниво, бидејќи самата атмосфера во Тирана, музичка атмосфера, концерти секојдневни, особено многу ми помагаше работата со моите професори. Тие се навистина реномирани професори кои едноставно кафе да пиеш со нив е богатство, нели? И навистина тие ми помага да веќе да почнам да мислам на друг начин. И особено мојот ментор по музикологија, тој е еден познат албански естет, доктор Фатмир Хюси, тој ме научи
во тие 4 години како да ги гледам музичките феномени од разни агли. Значи, тоа ми помага многу сега и со организирањето на джез фестивалот, бидејќи кога ја подготвуваме програмата, тоа не е нешто едноставно. Значи, и сите тие работи што сум ги учела со мојот ментор, може да се практикуваат сега во организирањето. Извини што ќе те прекинам, но моето следно прашање е со какви предизвици се соочуваме сите ние, затоа што и јас организирам джез фестивал и ти организираш во сега во моментот во општество каде што културата, а нарочито джезот е на маргините и каде што од страна на артист продажбата на плочи и CD-на или дигитален формат е скоро толку мала што дури не влијае никако на оној домашниот буџет, а од друга страна прашањето ми е како и колку е тешко да се организира и да се промовира култура и да се помоли, затоа што промотерите, нели организаторите на фестивали со самата ангажирање на артистите, на уметниците, влијаат во подобрување на нивниот живот. И сега, ајде да мислам како надоврзување на твоето прашање, колку е тешко денес да се организира джез фестивал, ама искрено? Не е лесно. Има големи предизвици. Добро. Особено во една средина како што е Тетово. Значи, до моментот кога почнав да го организирам джез фестивалот, до тогаш имаше во Тетово традиционални народни фестивали, значи за народна музика. Фолклор. Фолклор, да. Фолклорен фестивал. Не дека сме против фолклорот. Апсолутно. Тоа е едно богатство за сите. Апсолутно. Но не можеме само со фолклорот да се репрезентираме, нели? И тоа беше најголемиот предизвик, мислам, зашто во нашите средини многу е тешко да се надпреваруваш со народна музика. Така. Особено да ставиш, значи, джез во такви сцени. И беше тешко да се вметне таа идеја дека во Тетово може да почне еден джез фестивал, еден добар джез фестивал. И беше тешко и да им докажеш на другите дека Тетово може и да држи и да организира джез фестивал. И јас се обидов максимално и во почеток, па и сега продолжувам, да направам квалитетна програма, со што би им покажала на сите дека Тетово има потреба од вакви манифестации. И мислам дека ова е најголемиот предизвик што го имаме. Значи, зборувам конкретно за Тетово. Друг предизвик е тоа што сме поврзани финансиски само со Министерството за култура. Така. Никако не можеме да најдеме некој спонзор што додатно би помагал на реализирање на фестивалот. Значи приватниот сектор сте заобиколени од страна. Значи ништо. Сум пробала со многу компании, разни фирми, но не сакаат да соработуваат. И значи ова е голем предизвик. Особено многу е жално тоа што општината, како значи главна институција на градот, не покажува интерес за джез фестивалот. Тоа е многу лошо, затоа што ако направиме паралела со општина Битола, значи општина Битола, джез фестивалот во Битола, Джез Фактори е во годишната програма за култура на општина Битола и од нашето стапување во годишната програма на општина Битола веќе полесно почнавме да дишиме и знаеме дека секоја година ќе имаме фестивал, затоа што вие сваќам паралелата која што ја правите, затоа што например многу млади ќе го гледаат овој подкаст. Многу често се случува па да нема оваа година издание. Нема издание затоа што нема буџет, нема финансии и ние за наша среќа тоа го надминавме со општина Битола и сега фестивалот се организира под патронажа на општина Битола и еве еден апел до општина Тетово и тоа што побрзо да го стори за да немате онакви празни години, нели да немате прекин во фестивалот. Извини што. Да, значи тоа е многу добар чекор, позитивен чекор од страна на општината, зашто реално ако општината не
ги поддржува овие активности, тогаш не ни останува значи ни мотивација да продолжиме со работа. Знаете колку познати гости сме имале во фестивалот и ние еднаш општината не сакала да не посетува или да ги повикне гостите и значи тотално игнорирање од страна на општината. Па и во нивните медиуми и веб-сајтови само еднаш направија објава за џез фестивалот. Да, тоа е многу малку. И мислам дека главна или онака многу битна е поддршката од локалната заедница или пред се од општината, затоа што ајде малку се повторуваме во подкастите, но даночни обврзници луѓето плаќаат данок и нека сите само да гледат еден тип на уметност или само традиционална музика. Има луѓе кои што сакаат и џез да слушаат, и сакаат и класична музика да слушаат, и секаков вид на музика, така да апел да во иднина да го поддржат фестивалот и да влези во таа програма, бидејќи тоа ќе ви биде многу полесно понатаму за реализирање на наредни изданија. И исто мој впечаток е дека Министерството за култура тука има исто голем удел, затоа што иако во изминатите 7-8 години пропагираја културна децентрализација, реално ние никогаш не ја ни видовме и благодетите од таа децентрализација не ги видовме. И мислам дека во тој аспект се уште најголем дел од парите се трошат во Скопје. Јас направив една анализа за изминатиот повик за поддршка на проекти од национален интерес. И фасцинантни се бројките, например во Скопје во изминатата година се даени повеќе од 13 милиони денари за џез проекти, фестивали и така натаму, а остатокот од цела Македонија, дали знаеш према тебе колку се? Па знам колку буџет имаме, така 1,5 милион. Ама ова е за сите градови во Македонија, така да 13 напрема 1 е онака страшно. А од друга страна се бориме за култура децентрализација, така да мислам дека нешто што наитно треба да се смени тоа и дека да сватат луѓето пред се оние кои што се сервис на артистите, дека добрата стратегија и доброто сервисирање на фестивалите е бенефит за сите. Прво е за нив, затоа што добиват квалитетен фестивал со кој што ќе можат да се гордеат и да го постават на нивната страница. Например, Џез Фабрика се уште не е поставен на страницата на Министерството за култура. Еден куп други проекти се промовира, претпоставувам и Тетово не е ставен. Не, никогаш. Сега, но ќе биде ставен. Јас сум сигурен дека ќе биде. И идејата ми е дека да сватат дека и луѓето во останатиот дел на нашата држава треба да живеат и треба да ги уживаат благодетите на културата. Така, зашто реалната слика на културата на една држава не може да биде само Скопје, главниот град. Така. Треба да се види во целиот територија, значи што се одбива во културен аспект. Земам како пример, јас живеам во Тетово. Так. И за да слушнам еден добар концерт, јас морам да патувам од Тетово. Или ако сакам ќерка ми да гледа некој концерт во филармонија за деца, морам да идам од Тетово до Скопје. Тоа кошта. Секогаш. И колку можеш да идеш до Скопје? Така. Секоја недела не може. Реално, не дека јас не можам, сите не можеме финансиски тоа да го надминеме. И што се случува во другите градови, ние немаме реално ништо. Немаме ни театар за деца, немаме ни концерти за деца. Сега треба да се инвестира во младата публика за да се гради после публика и за другите стилови. Многу интересно, во моментот правам едно истражување за музичката младина на Македонија. И ги имам сите документи од 60-тите години до 90-тите години. И во овој процес јас сум восхитена од тоа што го гледам. Значи, како се работело во тоа време. Во секој
секој концерт што тие го реализираат, што го реализирале, значи тие се обидуваат да направат децентрализација на културните активности. Така е. И кога гледам како се инвестирало во градење на детската публика, што е многу важно, таква политика сега нема. Значи, нула од тоа што се работело во тоа време. Многу интересен проект, например, им беше со воз или автобус во опера. И цели автобуси со деца од разни школи ги донеле во опера да гледат една представа. Или разни концерти ќе идат во разни школи и ќе држат концерти. Или и за конфекцијските фабрики, за работниците од фабриките, значи држеле концерти во села. Да. Тоа е Па првиот уствари джез бенд, не знам информација, дали знаеш, тоа е се смета дека е во Струмица, но јас мислам дека е Македонка Штип, уствари фабриката за Македонка како гигант од времето на Југославија. Сега зборуваме за времето на Југославија, каде што првиот оркестар или првиот биг бенд во Македонија е формиран токму од Македонка Штип. Така да, и исто така градењето на инфраструктурата, она што ние како наследство го имаме од претходната држава, се центрите за култура, нели, опера и балет, нели, сите тие што се универзална сала која што повеќе ја немаме. И така, тие се објекти кои што ги имаме од токму тој систем и ако направиме пак сега што кога би ги немале, каде би ги одржувале овие концерти, каде, нели, како би се развивала сцената без нив, значи апсурдно е да се зборува. И мислам дека, нели, малку и во разговор пред да почнеме подкастот, во секој едно село имаше, нели, задруга каде што има сала, каде што се одржуваја културни манифестации, приредби, така да мислам дека во минатиот систем многу повеќе се водеше грижа токму за културата и градење на култура преку младите, што е за секоја пофалба, но сега пак ако се вратиме, денес е пак инстант времето, е многу брзо времето, секој е свој медиум и ако направиме пак уште една паралела, музичката сцена во Македонија, джез сцената, не зборувам во 90-тите и сега, например, сега имаме хиперпродукција на албуми, тоа само го велам ја, сега имаме по 20-25 албуми на македонски артисти, кои што имаат изданија денес, а пред во 90-тите по 2-3 албуми имавме. Така да секое време си носи од секое време има своји придобивки, но како инфраструктура тоа е се што останало од минатата држава. Да, например Домот за култура во Тетово во минато време таму се држеле и опери. Сега не функционира делот за оркестарот. Добро, за среќа во Битола е функционален центарот за култура, реновиране пред брзо време, исто Народниот театар каде што ние ги правиме, онака е навистина функционален и цела среќа што ги имаме сите услови, например имаме едно концертно пијано кое што ако немаш концертно пијано, знаеш колку е тешко да промовираш прецепа джез, пола од проектите се со пијанист, нели? Така да, им благодариме на луѓето од минатата држава, ама ајде да ги поттикнеме и овие нели луѓе кои што можат да влијаат на, нели, за да ги подобриме условите, бидејќи треба да се инвестира и во тие центри. Добро, спрема тебе, на кој ниво е джезот денес? И ако направиш паралела е ова што кажав, дали во минатото или надвор, знам дека ги имаш тие контакти со Тирана. Не знам дали знаеш сега има джез оддел во Тирана, нашите пријатели Гент Руши и Ермал Роди, или го отворија тој оддел, ние им помогнавме многу. Не знам дали знаеш? Да. Да, добро. Ајде тоа да те прашам, кое е влијанието на Универзитетот Гоце Делчев во Штип и отворањето на джез оддел од 2007 за современата македонска джез сцена и она што го кажавме пред појавата на джез одделот и денес кога се снима толку многу албуми. Знаеш дека Ермал е магистрант кај нас, магистрираше, да.
Така да, и тие им помогнавме доста за да го отворат одделот во Тирана. Да, разговарав со Гент Руши и тој ми кажа дека веќе функционира одделот. И во Штип многу сум среќна што има таков оддел. И реално да кажам, преку многу разговори со моите колеги, сум слушнала многу убави зборови за работата во вашата институција и значи тоа ме радува многу, особено во ова време кога институциите се во некаков вид на пат на квалитетот. Слободен пат, така. Слободен пат, баш така. И овие млади што завршуваат во оваа институција, многу е добро што институционално се систематизирани. Зашто на тој начин стабилно и квалитетно ќе се гради генерација на квалитетни џез музичари. Така. И ја користам и ова јавна прилика, значи сите тие млади што имаат програма можат слободно во нашиот фестивал да доаѓат и да ја промовираат нивната годишна работа. Значи не само за студентите и за професорите ова исто важи, зашто многу е важно, значи ние како промотери на џез музика да им отстапиме место на овие млади уметници за да се промовираат во нашата земја. Така, најпрви. Да, те разбирам. Па после и да ги викнат и надвор. Да. Добро, кога сме кај едукацијата, моје лично мислење е, сакам да бидејќи и ти си инволвирана во процесот на едукација. Сега имаме факултет за џез, нели, џез оддел на музичка академија. Во средните училишта немаме оддели за џез. Дали мислиш дека недостига таа конекција, таа нишка? Затоа што пак ако направиме па една друга паралела, бројот на деца знаеш ли дека се намалува и дека навистина музичките училишта посебно во изминатите 2-3 години и во наредните 5 до 10 години мака ќе мачат со запишување на ученици. А од друга страна ги држат тие старите програми мора класика, нема фолклор, нема џез, нема. Дали мислиш дека дојде времето да се отворат и музичките училишта, да ги отворат, да ги формираат и овие нови оддели, со самото тоа повеќе деца ќе им се запишуваат и некако па и во крајна и на крај децата преку кои што би учеле средно џез би дошле поподготвени на факултет. Мислам дека тоа треба време додека да се прифати да се отвори оддел за џез музика. Не знам дали сте информирани, во средното музичко училиште има предмети за значи џез и популарна музика. Тие предмети знаеш дека јас и Тони ги направивме за да ги има, ама успеавме да бидат само изборни. Така. И кај нас се држат. Трета, четврта година ги држат. Трета и четврта, да. Но сега зборувам за Тетово. Мислам дека е многу тешко да се направи таква група на млади, што потребно е. Треба, како велиме, во современо време треба децата да имат избор. Колку повеќе избор имат децата, толку градиме здрава младина, нели? Зошто некој да учи нешто што неки да го учи, нека се запише нешто што сака да го учи. Треба да им се даде избор на децата. Мислам, твое голем проблем е фактот што немаме деца, нели? Тоа и вие го рековте. И обично тоа е жално, значи се собираат деца само за да се формира паралелка. И колку може да извлечеш од таква генерација? Не дека не сме имале и многу добри генерации, но повеќе се значи тие што се добри деца се фокусирани на класична музика, а голем број на учениците што се запишуваат, зашто јас сум била и класна раководителка и сум во процес на многу процеси што се случуваат во училиште. Верувајте дека една од главните причини што ги запишуваат кај нас е да свират кларинет и да идат на свадби. Така е. Жива вистина. И јас секоја година им викам, во нашата школа не учиме таков репертуар. Така да губите време. Но не можеш да ги
и да ги обвиниш, нели? Так. И живееме во таква средина што таа работа и се плаќа. И например, една година јас го слушам еден мој ученик како свири, значи турбо фолк Супер. во училница и отидов да го карам. Добро. Како можеш во нашето школо, толку убав објект со таква традиција ти да не свириш ваква музика. И само ми рече, па професорка, јас направив куќа ова свирајќи година. го ова, ова сега втората куќа. Добро, тоа е усвари суровата реалност во која што ние живееме и во која што не би било добро да не може сите да бидат она што сакаме ние да бидат, Така. но едноставно мислам дека спрема мене е дека треба да ми се даде една опција на децата, нарочито на млади луѓе, затоа што само среќни ќе уживат во тоа што го прават, а нема да доаѓаат на школа, а ноците да ни се враќаат назад. Ние имавме со универзитетот неколку представувања на отделите и прво што ги прашувам зошто сакат музика. Ние не ми кажа дека едниот ми рече за да свирам свадба, нели тоа традиционално кларинетите се разбира. Многу малку рекоа затоа што не знам, сакам да слушам Нирвана или сакам да слушам, не знам, Rolling Stones. Многу малку најдов такви деца низ музичките училишта, а тоа е проблем, генерално проблем е и на кадарот и на луѓето кои што работат натре, затоа што произведуваме, како се вика, сликата на децата е она што е професорот. И сега професорот ако свири свадби, децата ќе свират свадби. И тоа е, но пак се враќаме и во семејството. Значи, мислам дека ако и родителите и браќата, сестрите не слушале добра музика, не може да им вметнеш да слушаат Rolling Stones. Јас сум пробала на многу начини да им давам, значи, други музичари освен тоа што го слушаат, но многу е тешко да продираш и да ги мотивираш да слушаат друга музика, друг стил. Значи, поп музика обично слушаат или народна им е омилена. Да, тоа и од ова. И не им е интересно. Балканика како и да се вика тоа. Така, да. Не им е интересно кога им пуштам ни Beatles не знаат, Deep Purple, Led Zeppelin. Така. Добро, во моментот сме во аудиокултура. Ти си прв пат доаѓаш во аудиокултура, ама нема ти биде последен, затоа што ајде твоите импресии малку за местото, после јас имам подготвено едно прашање за аудиокултура. Па навистина многу ми се допаѓа просторот. Многу би сакала да доаѓам некој ден кога ќе има и концерт. И мислам дека ваквите простори се многу потребни во нашите градови и особено во другите градови, не само во Скопје, бидејќи веќе во Скопје, да речеме, има некаков некоја активност повеќе во врска со вакви алтернативни, некако аудиокултура, ипак, но во другите градови е многу потребно да има вакви простори и како атмосфера, па јас ви следам и во вашите веб страници, веб сајтови што ги имате, гледам дека вакви активности сме немале до сега. Така, ова е едно место кое што се појави пред 3 години тука во Скопје и навистина за многу брзо стана едно култно место, каде што првичната идеја беше да се слуша добра музика, но преку репродукција на овие вака како што ги гледаме звучници околу нас, бидејќи Веселин Теохаров ги изработува овие звучници. Но потоа некако преку разговори, преку трет пријател, стапевме во контакт со другиот брат, Михаел, кој што ќе биде исто дел од подкастот, па ќе може да каже на подкастот. И првиот концерт се сеќам на моето трио го направивме тука, Life at Аудиокултура, така го нарековме, и тој проект веќе функционира повеќе од 2 години. Секоја недела имаме по еден концерт, промоција на CD-на, на книги, изложби, фотографии, значи се она што има културна конотација во урбаното живење во Скопје, 90% се случува тука и зашто сме многу среќни, многу благодарни. И најбитната работа која што
без да сакаме се случи, значи од место каде што требаше да се слуша музика преку репродукција плоча или CD, стана култно место каде што се свири музика во живо, што е многу добро и за артистите и за уметниците, и ние, пак ќе кажам, преку тој концепт Life at Audio Култура успеавме да ја од джезот од фестивалската сцена да го ставиме на клубската сцена, нешто што за жал кај нас е обратен процес, затоа што во светот и во високо развиените земји проектите или джезот се гради од долу па нагоре. И ние имаме, не знам дали знаеш колку джез фестивали има во Македонија активни, како бројка? Па како бројка не знам, ама знам дека има доста. Ете така, значи има активни 10 джез фестивали, а немавме клубови каде да свириме. Да. И мислам дека заслуга е на собствениците што успеавме джезот да го вратиме на клубската сцена, затоа што тука сцената е со лимитиран број на публика, околу 50, максимум 60 луѓе, и се на блиската интеракција помеѓу уметникот и слушателот, која што ја има само во светски реномирани клубови, така да тоа е еден од големите бенефити и за многу брзо време стана култно урбано место во Скопје. Сега ајде едно прашање спрема тебе. Колкава е мокта да продуцира култура, современа култура на овие вакви тип на алтернативни места спрема тебе? Или пак треба строго да се држиме до оние стереотипите? И јас ќе направам една паралела со буџети министерство, пак ќе го спомнам министерството, ама прво сакам твое мислење за ваквите алтернативни места. Па многу е позитивно да се има вакви простори алтернативни, зашто не може да се развие еден стил и добри концерти не може да имаме само во периодот кога се држи фестивалот во еден град. Зашто колку ќе трае фестивалот? 3 дена, 5 дена и толку. Значи тоа не може да се да влијае во едукација на публиката. Не е случајно што немаме публика, да речеме, зашто нема и вакви активности каде луѓето би се едуцирале. Се гради публика, да можеш да ја увезиш. Да. И затоа ваквите алтернативни простори се многу добро дојдени. Во Тетово, например, нема никаква ваква алтернативна просторија. Ние обичните кафулиња, што обично држат музички вечери, никогаш во нивните музички вечери немале джез бенд за да свири. И ги разбирам, зашто нема да им дојде, можеби, некој. Но тоа не влијае убаво во општата слика на джез културата во еден град. Значи тука и не станува збор само за джезот, туку воопшто за сите уметнички дела, да речеме, изведби што вредат да се видат. Значи дефинитивно фестивалите не се единствен начин за да се едуцира публиката. Овие алтернативни простори се многу важни за развиток на еден одреден стил. Добро, сега ќе се вратиме пак, тоест пред да се вратиме на Министерството, сакам да ти кажам дека Универзитетот Гоце Делчев, тоест джез одделот, потпиша меморандум за соработка со аудиокултура и ние во ова календарска 2024 година организираме 5 концерти на студентите од джез одделот, каде што веќе 2 концерти реализиравме. Третиот концерт е на 22 јуни и уште 2 ќе имаме во вториот дел од годината, каде што студентите ајде да наречеме практична работа, ќе имат можност да настапат во ова навистина битно и култно место во Скопје, каде што ќе ја презентираат својата уметност, така да се грижиме не само за афирмираните и признаените артисти кои што настапуваат, туку им подаваме рака и на тие артисти кои што доаѓаат, и така да бенефитот или онај културниот импакт стана уште поголем. Да, тоа е најважно, значи да им се дава простор на младите и на домашните музичари. Тоа е голем проблем, зашто не можеме да ги донесеме странските уметници без да им оддадеш почит на тие што веќе се активни во нашата држава.
Значи младите заслужуваат да бидат дел од овие промоции во овие алтернативни сцени и тоа е многу убав чекор што аудиокултура го прави. Да, го направивме, да, и ние сме многу среќни и студентите се онака возбудени и се спремаат повеќе и повеќе за секој нареден настан, затоа што покрај лимитираната бројка од 50 до 60 гости, овие сите концерти се снимаат аудио и видео и одат на лайвстрим, може да ги гледам дома од фотелја, можеме да ги гледаме. И потоа се аплодираат на YouTube каналот на Аудиокултура, каде што стојат како архива и можат и студентите и луѓето да ги видат и да ги користат. Сега се враќаме кај Министерството. Министерството имаше некакви повици изминатите години за откриваме нови алтернативни сцени, кои што мое лично мислење е дека беше пресликано на некоја високо развиена земја, каде што има инфраструктура, има пат за да стигнеш до тоа место, кај нас нема, за жал. И сега имаше идеја да се промовираат сцени некакви, да измислуваме алтернативни нови сцени, каде што реално би се одржале 1, 2 до 3 или 5 концерти. Колку е паметно спрема тебе ресурсите, значи фокусот, парите, инвестициите да се даваат за откривање нешто ново, или е добро да се истата таа енергија и комплет да се насочи во проекти кои што функционираат, како на пример овој. А не велам дека мора да биде овој. Нека ми е зборот проекти кои што имаат традиција 2, 3, 5, 7 години, каде што бенефитите би биле многу поголеми. Еве просто наместо да имаме, бидејќи ова е приватно, нели, од приватни средства се финансира, наместо да имаме еден концерт во неделата, доколку Министерство нели поддржи, тогаш би имале 2 концерти или би имале секоја недела концерт на македонски изведувач. Спрема тебе, колку е добро да откриваме нови алтернативни места, да измислуваме или добро е да ги поддржиме проекти и кои што веќе функционираат. Многу е подобро да се поддржат тие што имаат традиција и што го познаваат процесот на реализација на овие активности, зашто тие вложувале труд за да научат како да работат, значи за овие процеси. И јас не сум иста, например, кога за прв пат почнав со фестивалот и сега на друг начин би можела да го организирам на поубав начин поради искуството што го имам. Не дека е многу големо искуство, но ипак да. И тоа е многу голем проблем што секоја година Министерството дава пари на проекти што се минливи, да речеме, или моментални, годишни и после нема ништо од нив. И многу дел од буџетот иде во овие проекти. Многу од овие проекти ни не ги гледаме, ни не прават некое его. Да, немаат импакт. Да се поддржуваат финансиски од страна на Министерството. Добро, кога би биле максимално реални, јас мислам дека комплетниот буџет за култура е многу мал на државата. Значи, нели, знаеш колку е 0,7 од БДП, нешто така, 0,6-0,7. Значи, најелегантно решение е да се додаде уште 1% од БДП. Па, например, за одбрана имаме 2-3% од БДП. Ми ја сваќаш поентата. Така, да. Значи, многу е елегантно да се зголеми уште за 1% култура, бидејќи да не се лажиме. Само преку култура можеме ние да бидеме репрезенти надвор од светот. Само нашите врвни уметници ќе не представат во вистинско светло, во ништо друго не можеме да бидеме толку лесно како што е преку културата. И од друга страна, не знам дали знаеш, сигурно знаеш, дека распределбата поставки внатре во Министерството за култура, најмалиот дел е на живата култура. Нели, ние ги трошиме парите за да се одржуваат центри, за да не падне таван, за да се платат пари на луѓето што работат. Ме разбираш, и мислам дека крајно време е, значи, живата култура да се, бидејќи ова ние што денес го правиме, овој подкаст или ова цела сцена, бенефитите и плодовите ќе ги видиме по 10 години. Така, да. Ама ние до тие 10 години треба да сработиме нешто. Ми ја сваќаш поентата која е. И мислам дека генерално буџетот за култура на државата, цел тој буџет е многу мал.
И од малку ќе има малку за сите, или она Така е. малку за сите. Така е. Мислам дека голем проблем во Министерството е тоа што културната политика е све зависи од моменталната политика која што владе. И Од структурата, да. Така, и самите комисии по кој начин се прават, и тоа го знаеме. Каква борба се прави во тој процес. Сакаш да зборуваш за комисиите или ќе треба уште еден подкаст да закажем? Не сакам многу да коментирам за Так. тоа, зашто тие веќе се теми што ги знаеме. Така е. Но само во тој момент кога слушаме како се дискутира за проектите и до толку, значи, се иде и да се направи, да речеме, инаед. И многу добри проекти и се Никогаш не добиваат. не добиваат или ќе добиваат многу малку за да не можат да направат нешто вредно. И тоа е многу жално. Добро, јас те прашав дали знаеш колку джез фестивали има активни во Македонија. Има 10 джез фестивали. Првиот дел од прашањето е наменет за некој кој што е артист, но ти како промотер, сега ќе ти прочитам да видиш кој фестивал колку изданија има и после би те прашал за вашиот фестивал, како, кога и која е идејата за ова година. Значи, Скопје Джез фестивал, како најстар и најреновиран, има 42 изданија во континуитет. Оффест Скопје има 23 изданија во континуитет, а Стибо Джез фестивал Штип 14 изданија со прекини. Денес се Джез 8 изданија во континуитет. Джез Фабрика фестивал Битола 7 изданија во континуитет. Куманово Джез фестивал 7 изданија, но со прекини. Тетово Джез фестивал вашиот има 6 изданија, ова година е 7-то издание. Ама мислам дека е со прекини. Да, беше со прекини. Без континуитет. Значи апел до општината не сме да дозволи да има прекини на фестивалот. Кај Вардарот Джез Скопје 5 изданија во континуитет и Арт Генератор Велес 2 изданија. И сега ако направиш анализа, пола одиш и кажав се во Скопје, а другите се по еден во другите градови. Колку си запозната со начините на реализација и на формирање на програмите и колку, мислам, прашањето е колку си запознаена со различните концепти при формирањето на програмата или ајде, можеби па добро е да кажеме за вашиот концепт за формирање на програмата. Јас сум настапил, знам дека е фантастично, но ќе го гледат и млади луѓе и јас се надевам дека после подкастот барем едно 100 луѓе од Скопје ќе, бидејќи Тетово е блиску, ќе дојдат и ќе го посетат, како што секоја година јас го правам и доаѓам на вашиот фестивал. Се надевам дека така ќе биде. Реално сега ако зборуваме за овие фестивали, јас знам дека сите се обидуваат максимално да направат добра програма и сериозна работа, се зависи од финансиските средства што ги располагаат. Значи, ако зборуваме за Скопје Джез фестивал, сите се гордееме со Скопје Джез фестивал. И особено за мене многу мотивирачки биле разговорите со господин Белопета, што ми честитал за работата на фестивалот и со многу позитивни критики ме мотивирал да продолжам понатаму за Оливер е еден од најголемите поддржувачи, посебно за таа културна децентрализација, и тој е еден човек кој што навистина искрено сака да има фестивали надвор од Скопје и да се промовира што повеќе джезот кај нас. Така. Но мене ми беше прашањето, вашиот начин на реализација на програмата, значи како го правите концептот за програмата и како е буџетирањето. Добро, буџетирањето го кажавте, Министерството за култура, а што правиме со алтернативните начини, например продажбата на карти. Како е продажбата за карти? Тоа е многу да се каже. Каков е интересот, например, на приватните компании, бидејќи како бе општествено одговорна компанија е она која што инвестира во култура. Сега, пред да извини, значи јас овие ми се малце прашања кои што
и мене ме засегат и многу ми е неубаво да кажувам дека во изминатите 10 до 12 години имаме масовна естрадизација на културата. И сега, ти ја сваќам поентата, не тешко се стигнува до компаниите што дават пари. Но да ти искрено, компаниите дават пари. Но парите завршуваат на различни места. Затоа што под етикетата на култура, не знаејќи тие финансират естрада. А естрада и култура се две различни поими. Така. Нели тие естрадата не произведува уметност. Произведува забава. Така. А од друга страна, пари компаниите дават. Сега, ајде малку и помисли на ова како првен беше прашањето за картите, програмата, картите и естрадизацијата, во култура. Така, во врска со програмата, јас мислам дека многу е важно да се студира и социјалниот карактер, значи на местото каде што треба да се одржи еден настан. И кога зборуваме за Тетово, тоа што го кажав претходно, во Тетово доминира народна музика, тоа е факт. И секоја година се обидувам да направам некоја комбинација, да вметнувам некои уметници што комбинираат народна со джез. Да, ориентален призвук има за да така, се анимира публика. Значи етно-джез, да речеме. И многу успешни биле тие концерти. Например, сме имале Елина Дуни. Така. Или Еда Зари. Така. И двете се познати джез пеачки. Таксим трио. Таксим трио, да. И многу успешни концерти биле баш поради фактот што имаме етно и джез, комбинација на овие две. Добро, тоа е одлично. Во вакви концерти Ајде се квартет, јас сега се сеќавам, тој Тјан Брадерс, Тони Китановски. Јас со моето трио настапивме, друг кој гледавме? Џафер Јусуф. Џафер Јусуф, последниот концерт. А кажи ми, 2 вечери по 4 концерти, така е структурата? 2 фестивалски вечери по 2 концерти? Зависи, секоја година е различна. Последната едиција беше само со 2 вечери. Поради тоа што требаше да се покрие све тоа што, значи, трошоците за буџетот, за Џафер Јусуф. Јасно. Сега зборуваме за друг калибар, да речеме светски, и барањата за вакви уметници се многу големи. Исто имавте и кога свире Ајас квартет, Генти кога свиреше, имавте дисперзиран концерти во Струга, мислам? Да, таа година. година. Колку беше успешно тоа? Тоа е многу интересно. Да. Бидејќи Тетово во Струга пак се блиску, а во Струга нема джез фестивал. Ајде, какви се тие впечатоци од, нели таа, ајде дисперзирана, не знам јас, факултетски така ми дојде. Концепцијата беше да се направи една едиција Jazz Fest Тетово on tour. Супер идеја. Сега, зошто беше таа идеја? Има неколку причини, но главната причина беше тоа што Џафер Јусуф не може во Тетово да го реализира. Поради технички причини. Добро. Значи салата и многу други работи мораше да биде во Скопје и да, тука го гледавме. Во Македонската филхармонија. Во филхармонија го гледавме. И после значи мислев да биде ова концепција, значи on tour и еден концерт на Ајаса квартет во Струга. Така. И во Струга нема да речеме интерес за джез музика. Имаше публика нормално и салата беше интересна на отворено и многу убав концерт произлезе. Значи треба само да бидеме упорни во тоа што го работиме и да пробваме, нели? Така. И од друга страна да имаме буџет за да можеме да си дозволиме еден концерт па да пробваме нешто. Да. Нешто поинаку. Да. Добро, мене искрено ми се допаѓа такви концепти. На пример, вчера беше Владан, снимавме со Владан. Тоа е кај Вардар од Джез, PMG етикетата. Тие имат една стратегија, имат сега, мислам за некој ден ќе излези 50 албум кој што го издаваат. И онака имат хиперпродукција најголема. За жал само изданијата им се на дигитални, бидејќи знаеш хард копи кошта многу, дискови плочи да печатеше. Сега е веќе возможно, ама е многу скапо, така да е апел до Министерството за култура,
кога ќе ви стигнуваат апликации за плочи или за CD-на, поддржувајте ги затоа што навистина е скап е тој дел каде што треба да произведеш хард копи, навистина е многу скапо. И тие имат концепт, албумите кои што ги снимат нивните артисти си ги промовират на сопствениот фестивал, што е многу добро. Исто ми се допаѓа, пак ќе го спомнам Скопски, што последните 15 години Скопје Джез фестивал секоја година во програмата има македонски бендови, нешто што навистина ни беше потребно и самото реноме на Скопскиот Джез фестивал и поставувањето на домашните артисти едноставно помага во градењето на кариерата. И ќе ви кажам одличниот пример, јас кога 2020 година настапив на главна сцена на Скопски Джез фестивал, некако кариерата навистина доживеа онака нагорна линија и Fallen Land нели го издадов за нивната издавачки лейбл SGF Records. Последниот тој го имаш Steps, нели го доби, тој е издаден во Франција, веќе ја поминав бариерата од Македонија, почнав да издавам надвор. Но сакам да кажам дека е многу се битни, многу интересно што ние кај нас имаме 10 фестивали кои што имаат различни концепти. И тоа е убавината во пред се во џезот како култура, како уметност, затоа што имаме различни гледања на креирањето публика, на креирањето, можам да кажам, во Битола пола од програмата се интернационални, пола се македонци. Ние имаме продукција од 9 концерти секоја година. Значи имаме 5 македонски артисти секоја година каде што настапуваат. Јас се изборив секоја година во еден, бидејќи имаме 2 на главна сцена и по еден концерт во 3 клуба во Битола, Порта Джез, Бурбон Стрит и Камарите. Во Камарите имаме денско матине секоја сабота каде студентите од Джез одделот на УГД имаат свој концерт. Значи секоја година најдобрите студенти, свират на Джез Фактори. Така да некако пробам да ги поврзам сите тие активни чинители на современата сцена, а тоа го следат и другите фестивали. Така да многу сум среќен што има различни концепти. Така, да. И од различен начин стигнуваме до таа културна промоција и афирмација на современата сцена. Зошто реално сите што се обидуваат да направат џез фестивал во нашата држава се идеалисти. И во некаков начин знам, сигурна сум дека сите организатори значи се држат кон тој идеализам. Иако имаат многу предизвици при реализација. Да, ето и од технички, како што кажа за Џафер, не можеше да го реализираш таму. Добро, ајде да направиме уште една паралела како ја гледаш сцената кај нас и си патувала надвор, нели, и во други земји си следала концерти. Ајде, што е она што ни недостига нас, што го имаат надвор или пак што имаме ние? Нешто. Например, можам да направам паралела со Тирана, бидејќи таму сум живеела. И можам да речам дека во Македонија има повеќе промотери и сцени. Реално таму не се финансираат џез проекти. И замислете толку голема држава, да речеме, со толку години независност, Тирана нема џез фестивал. Не дека нема, има, но тоа не е стабилен. И кога разговарав со Гентруши, тој ми кажа и колку е буџетот на џез фестивалот во Тирана, и тоа беше една смешна сума на пари. Тоа значи дека Министерството за култура во Албанија не го сваќа сериозно, значи постоењето на еден сериозен џез фестивал во државата. Повеќе некако тие инвестираат во спектакли, да речеме, и многу се добри за тоа, имаат некакво искуство и традиција од Италија. И тоа навистина го прават квалитетно, но во врска со џезот мислам дека тука стоиме подобро ние во Македонија. Има многу добри џез музичари во Албанија, тоа не се дискутира, Има и многу од албанските џез музичари што не живеат во Албанија, туку делуваат Швајцарија, Австрија, надвор во странство.
Така да, друга паралела би направила и со Приштина. Во Приштина има многу алтернативни. Ама веќе не постои хамам каде што свират. Да. За жал. Така. Да, не постои. Така, да. Но има една урбана култура што ја нема во Тирана. Така, малце се така. Поинакви, да, по-европски да речеме, да, поинаква култура. Да, и тоа е многу позитивно кај нив, но и во Приштина не функционира джез фестивалот. Финансиски пеја дека имаше некако джез фестивал, ама не знам колку и Митровица сега. Косовска Митровица. Да, и ето не знам. А пеја знам дека има джез фестивал, пошто одеа доста наши свиреа. Да. На тој филм, мислам како киносала, малечка, не многу голема сала, но тоа е окей. Од лани почна во Митровица и директор на фестивалот е Рона Нишлиу. Таа е джез пејачка, да. Супер. И гледам дека многу убаво го организира и донесува добри имиња и бендови, оркестри. Браво, само напред. Така да во Косово е малку по... Што повеќе джез фестивали во околината, то повеќе работа за нас артистите, така да многу е добро. Па сега, ама ја спомна Италија, сега дали знаеш па во Италија колку се инвестира во джез фестивали? Дали знаеш дека во Италија има преку 250 джез фестивали? Јас имав, нема да зборувам за суми, затоа што кажам за колкави суми се работи, тоа буџетот на Македонија е мал, значи имав средба со луѓето, италијанска амбасада правеа презентација на италијански дерови на италијански джез во Скопје. Не знам дали си информирана, тоа беше пред 4-5 месеци и ги организира Каза дел Джез од Рим и кога ми кажаа со колку буџет располагаат, мене беше страм да кажам дека парите ние на Джез Фабрика фестивалот што го правиме и колку цела година кафе што трошат тие за кафе, така да. Само една мала паралела. И кога ќе ги видиме артистите кои што им доаѓаат и како ги прават, така да ние сме многу далеко. Но добро е да се знае дека кај нас има луѓе како мене, како тебе, како нели тие 20 кои што бидејќи ќе снимаме джезот денес, предвидува 20 подкаст емисии кои што се уште сме мал зборе да речеме наедчи и сакаме да биде добро и да биде Македонија едно поубаво место за живење, поубаво културно место за живење, со сите наши разлики и со сите наши различни концепти, бидејќи тоа е уствари богатство кај нас. Тоа што имаме различни концепти, различно ги гледаме и ги организираме фестивалите, музиката, вчера беше Владан кажавме колку нијанси на джез има кај нас. Значи имаме една лепеза толку убава, толку сме ние богати, само треба една сериозна инвестиција. Например, од артистичка точка или како изведувачка како уметник, она што мене ми недостига тоа е джез експорт. Например, немаме македонски джез експорт каде што ние би биле представени како сцена комплетно, значи заедно со артисти, изданија, со фестивали, со биографија на фестивалите. Например, во Jazz Ahead Бреме да бидеме представени или да бидеме, не знам, Tallinn Music Week или на сите тие музички експоа, бидејќи сакале или не, ние треба да си признаеме дека во очите на европската джез сцена ние сме невидливи. Едно е да одам јас како Сашо сам и да си ги прошетнам штандовите на Jazz Ahead Бремен и да поделам дискови, а јас сум невидлив. Кога би настапиле како сцена, каде нели со 30-40 дискови, а имаме повеќе од 40 дискови сериозни проекти кои што може да се понудат, имаме 10 активни джез фестивали, имаме клубови како Аудиокултура и уште неколку други кои што би се предложили и би се промовирале на таа европска джез сцена, бенефитот и на државата ќе биде многу поголем. И тоа е она вин-вин ситуација. Формираме експо, државата инвестира во тоа и добива концерти, промоција, нели парите што ги дава ќе знаат кај одат. Тогаш веќе знаеме кај одиме. Да, тоа кошта, во разговор со другите промотери, нели што се поискусни постараи, прво е дека тоа е многу пари, не можеме да го направиме. Ние не се ни трудиме, дајте да видиме. Ако е многу, ќе го направиме со четвртина од многото. Место да оди делегација од 20 луѓе, ќе од 20 луѓе. Не мора да оди Сашо, не мора да оди Лела. Битно е било кој да оди и да однеси тоа дека постоиме. Моментот ми е, идејата ми е во очите на европската джез култура ние сме невидливи. Треба да станеме видливи. Тоа ќе се отвориме, тоа ќе биде многу полесно. Знаеш ти колку кошта
концерт не треба да ми кажеш. Мислам, не треба јавно да кажеш. На некаков артист кога го букираш само за еден концерт и колку е таа цена пониска кога е на турне. Артистот, нели? Да. Кога е на турне, е многу помало и многу полесно ќе биде поголеми имена ќе можеме да ги промовираме и ги презентираме тука, а од друга страна, преку членувањето во такви асоциации на фестивалите, како Jazz Factory се разбира, изминатите 7 години член на 7 асоциации и издруженија, такви, многу е полесно па да се прави тоа експортот. Македонски музичари да свират надвор, а странците да доаѓаат тука. Така да, само треба луѓето кои што ја имат власта горе во хиерархијата, треба да видат дека постојат и најджи како мене, како тебе, кои што си ја знаат работата и сакаат да ја работат оваа работа, едноставно да ни дадат ветер во грб. Јас мислам и дека бенефитите за 10-15 години ќе бидат многу големи, затоа што бидејќи имаме многу квалитетни артисти, имаме многу оригинална музика се прави тука, шаренолика, секаков тип на джез превладува. Од етно до мејнстрим до секаков. Современ. Не знам дали смислиле некоја програма или политика во врска со тоа што Скопје ќе се прогласи за ден како Европска столица, тоа мислам дека оди под град Скопје тоа. Да. Тоа не е, мислам, пред Министерството за култура. Треба да имаат некоја програма, нели? За да ги вметнат и джез музичарите. Тоа е 2028, сега сме 28 или 26 беше? Не сум сигурна. Како и да е, има време. Има време, но тоа би требало да биде. Добро, ајде уште две прашања да. Кога не би била джез промотер и кога не би имала допирни точки со джез музиката, што би била Лела или што сака Лела да биде од она што не си, се што кажа? И зошто? Реално никогаш не сум мислела дека можам да имам друга професија. Некако од детство сум насочена дека ќе се занимавам со нешто во врска со музика. И тоа ми било како одредница, значи ќе се занимавам со музика и навистина така и бидна така да речеме, но кога мислам што би била нешто друго, тоа што го реков претходно дека многу ми остава впечаток се што се случува околу мене, би била добар социолог, мислам. И реално и јас се регистрирав на факултет за социологија, но пак се пишманив и отидов во музика. Така да работата како социолог би била една многу идеална работа за мене, зашто ја ги сакам тие тематики и проблематики. Многу ми остава впечаток, например, кога седам во некоја просторија каде што има луѓе од разни социјални категории, например во чекални во болница или полиција. И во тие моменти можам да напишам цела книга од се што ме профили. Да. И се гледа дека начинот на комуникација на луѓето, начинот на кој се однесуваат не е случајно. Све тоа што го имаме, нели физиономијата, говорот на телото. Све има некоја причина зошто сме такви. Добро, и за крај што би им порачала на младите, оние кои што допрва дојат и тие што утре се надевам ќе видат нова столче каде што си ти, со некој друг бодител може. Така. А оние кои што би сакале да изучуваат джез, нели, за младите кои што младите джезери да ги наречем. Имам среќа што работам со млади секојдневно и редовно јас ги прашувам за нивните желби, планови што ги имаат. Се обидувам да видам што попозитивно со нив и да ги мотивирам за да бараат, но и да даваат повеќе од нивниот живот. Но мислам дека младите генерации се многу пореални и ги гледаат ситуациите како што се. Многу се паметни и знаат све што се случува околу нив. И мислам дека фали идеализмот, нели? И
една многу искрена порака би била дека навистина не е лесно да се занимаваш со нешто што е проблематично, па и финансиски неисплатливо, нели? Така. И тогаш ти останува само идеализмот за да работиш, да го работиш тоа. Но нема поубаво чувство кога си дел од промената, нели? Кога си направил и нешто многу малку и да е тоа, но си променил нешто во твојата средина. Особено во средина каде што не се развива и не се работи ништо во овој правец. Така да има предизвици, тешко е, не е лесно, но со многу љубов и трпение може да се постигне и да се биде дел од промената. И да веруваат во тоа што ќе го прават. Така. Мислам дека најбитното е да веруваат во тоа што го прават, и ако тие се задоволни, тогаш сигурно и некој друг негде правејќи музика ќе му се допадне на некој друг и едноставно така тргнува таа цела работа. Така. Лело, ти благодарам, се надевам дека уживаше во овој, претпоставувам дека ти беше пријатен разговорот. Ти благодарам што дојде и се надевам дека во следното издание на подкастот, следниот серијал, повторно ќе ни видиш гостинка и дека ќе донесеш уште поубави информации, да потсетиме за општината дека треба да го поддржи во својата годишна програма за култура, претпоставувам има таква, и дека на следните изданија на Джез фестивал во Тетово никогаш нема повеќе да бидат донесени во прашање дали ќе се одржат. Така. Ви благодарам многу за поканата и се надевам дека ќе продолжите со подкастот и другите сезони. Доколку имам нерви. Така. Јас сум Лејла Халими Лумани, вие го гледате Джезот денес, подкаст за современата джез сцена во Македонија.